Ученици, добар ден и добре дојдовте на часот по македонски јазик за пето оделение. Денеска ќе учиме текст што се вика "Што ли зборуваат". Целта на часот е да разберете дека читањето со разбирање е процес на сваќање на значењето на содржината, елементи на текстот, време и место, ликови, тема, редослед на настани, порака и заклучок. За работа ви е потребен учебник по македонски јазик, тетрадка по македонски јазик, молив и гума. Најдобро би било кога ќе ви поставам некое прашање, ќе го паузирате видеото и самостојно ќе се потрудите да го одговорите, а одговорот да го запишете во својата тетрадка. Часот ќе го започнеме со една асоцијација. Оваа асоцијација има 3 колони со по 4 поими. Сите поими се скриени. Ќе ги отвараме еден по еден, така да ќе дојдеме до решението на споредната асоцијација, како што се колона А, колона Б и колона В. На крајот до главната асоцијација или конечното решение. Да започнеме. Ако го отвориме полето А1, имаме кожна. А2 црвена. А3 тетрадки. А4 книги. Ајде да видиме на што не асоцираат овие поими. Точно така, на ученичка чанта. Одиме со поимите од колона Б. Б1 училишна, Б2 спортска, Б3 дрвена, Б4 зелена. Овие поими на што ве асоцираат? Точно така, на клупа. Одиме колона В. В1 дете, В2 среќен, В3 првенец, В4 најдобар. На што ве асоцираат овие поеми? Така, на ученик. А сега да го откриеме конечното решение. Ученичка чанта, клупа, ученик. Така е, ученици, училница. Одиме понатаму. Денеска ќе го читаме текстот "Што ли зборуваат", што се наоѓа на страна 10 во учебникот. Текстот го поделив на помали делови или логички целини, како полесно ќе ја разберете содржината на текстот, каде ќе ја применам техниката наставникот чита на глас. Сакам внимателно да ме слушате. Што ли зборуваат? Леле, тоа навистина боли. Немој, те молам, не. Престани. Звр. Оф, имало крај. Не им е доволно да ме чкртаат по грбот и што сум сета исполепена со гуми за чвакање. А ова, видете, страшно. Туку што ми врежа огнени Марија, како можем тој да ги чита пораките на клупата. Сега навистина ми е доволно. Сакам да си заминам од тука еднаш за секогаш. Списка клупата. Ајде да видиме, ученици, зошто клупата сакала да си замина. Така, од шкртаниците по грбот, лепениците од губите за чвакање, од врежаните пораки, сето тоа ја натерало клупата да сака да замине од училницата. Продолжуваме со текстот. Да видиме во вториот дел. И јас исто би си заминала, и тоа со такво задоволство. А ти, која си пак ти? Јас сум училишната чанта. Онаа, знаеш, познатата огненова чанта. Веднаш штом ќе влезе во училницата, тој ќе ги извади сите дреболи од мене, ќе ме шутне со ногата и
Jednostavno ќе заборави на мене, како да не постојам, а што е најстрашно, из истата судбина ме чека и дома. Ајде да видиме на што се пожалила огненовата чанта. Така е, на неодговорноста на Огнен. Одиме понатаму. Тоа не е ништо. Јас веќе една недела имам дамки од јогурт на себе а од мене се шири таква реа што сите ги затвараат носињата. Мите ме фрли на клупата, онаму кај игралиштето и се втурна да игра фудбал. Не се досети дека утрово меѓу сите оние работи што ги стави во мене го пикна и јогуртот, а сите оние влюбеници на фудбалот едва и дочекаа да ги isfрлаат сите чанти една врз друга на мене. Можеш да замислиш што се случи. Фију, плес и флуп се пожавили митевата чанта. Зошто се ширела реа од ученичката чанта на Мите? Што мислите, ученици? Така, од истурениот јогурт во чантата на Мите. Продолжуваме. Кој вели Фију? Го мразам одморот, бидејќи кога ѕвони, ме кршат на парчинца. Се преобразувам во стрела и започнува вистинска војна. Кога ќе паднам на подот, како по некое правило, некој стапнува на мене. А ти, драга моја, нема да се пожалиш, рече кредата? Зошто кредата го мразела големиот одмор? Што мислите, ученици? Затоа што ја кршеле, ја стапнувале, била како стрела, значи сето тоа го доживувала кредата на големиот одмор. Јас па немам на што да се пожалам, кредичке сладка. Мартин ме спаси од негрижа, ми ги израмни ушите клапуши и со гумичка ме излечи од шкртаниците, од раните. Јас се гордеам со него, се пофали Мартиновата чанта. Ајде да видиме што направил Мартин за неговата чанта да е толку горда со него. Така и ги израмнил ушите и ги залечил раните од шкртаниците и нема зошто да се жали Мартиновата чанта. Вистина ли е? А ке сакаш ли да му кажеш на Мартин да ги избрише овие страшни графити, бидејќи кога подобро ќе размислам каде да одам во некоја канцеларија, ќе биде здодевно, во некоја гостилница, ќе се замирисам, во болница, ќе изгледам жално. Што има подобро од детската смеа, довикување, детски разговори, дофрли ученичката чанта. Да, па нема ништо поубаво од детски песни. Не би можела да издржам да бидам исполнета со некакви канцелариски материјали, или пак да бидам некаква си козметичка торбичка преполна со парфеми и пудри. Замислете само во некој кројачки дојѓат да ги означиме секогаш истите кроеви, дофрли кредата. Всушност, ние сите си го сакаме училиштето и им препорачуваме на учениците. Не врежувајте ги врз нас љубовните поплаки, па и оние другите. Не тепајте се со нас и не фрлајте не, каде било. Не лепете гуми за џвакање по нас, не чкртајте, делете ја радоста со нас. Едноставно, сакајте не, како што ние ве сакаме вас. Ајде да видиме, дали меѓусебниот разговор ќе им помогне да изнајдат решение да останат во училиштето и под кои услови. Што мислите, ученици? Да, и тоа многу, но имаат препораки за учениците Ајде да видиме кои беа тие препораки за учениците. Така, не врежувајте ги врз нас љубовните поплаки, па и оние другите. Не тепајте се со нас и не фрлајте не каде било. Не лепете гуми за џвакање по нас, не чкртајте, делете ја радоста со нас. Едноставно, сакајте не како што ние ве сакаме вас. Ајде да видиме кој го напишал овој текст.
Така, писателката Снежана Кириник. Одиме понатаму. Да видиме какви впечатоци побуди овој текст кај вас. Ајде да видиме кога бевте вознемирени и лути. Така, кога учениците воопшто не се грижеа за училишните и личните предмети. Понатаму, да видиме кога бевте тажни. Кога училишните предмети сакаа да си заминат. А кога бевте среќни? Така, кога училишните предмети одлучија да останат. Сега отворете ги вашите тетрадки и запишете го насловот на текстот. Што ли зборуваат? Да видиме кој го напиша текстот. Писателката Снежана Кириник. Пред да започнеме, внимателно следете анализата на текстот, а потоа стопирајте го видеото и запишете редоследно во вашите тетрадки. Да видиме, дали во текстот имаше непознати зборови? Јас мислам дека немаше, но доколку за вас некој збор е непознат, можете да отворите на интернет дигитален правописен речник и секој збор ќе ви биде објаснет правилно онако како што треба. Продолжуваме понатаму. Да видиме која е темата на нашиот текст. Негрижата за личните и училишните предмети. Кои беа ликови во текстот? Клупата, чантата на Огнен, чантата на Мите, чантата на Мартин и кредата. Во кое време се случил настанот? Пред часовите и за време на големиот одмор. А местото на настанот? Точно така, во училницата. Сега продолжуваме понатаму. Ќе се потсетиме и ќе ги повториме настаните од текстот преку прашања, а потоа ќе запишеме планче со реченици. Да започнеме. Зошто клупата сакала да си замина? Затоа што ја чкртале по грбот, целата ја исполепиле со гуми за џвакање, дури било врежано и името на Огнен и Марија. Каква реченица ќе запишеме за првата логичка целина? Клупата сака да си замине. Продолжуваме. На што се пожалила Огненовата чанта? Точно така, на неодговорноста на Огнен. Реченица. Тешката судбина на Огненовата чанта. Третиот дел. Зошто се ширела реа од ученичката чанта на Мите? Поради истурениот јогурт во чантата на Мите. Реченица. Митевата чанта се жали. Зошто кредата го мразела големиот одмор? Што мислите, ученици? Затоа што ја кршеле, ја стапнувале и ја претварале во стрела. Реченица. Кредата раскажува. Петиот дел. Што направил Мартин за неговата чанта да е толку горда со него? И ги изразнил ушињата и со гумичка и ги излечил раните од шкртаниците. Петата реченица. Ученичката чанта на Мартин. Последниот дел. Дали меѓусебниот разговор ќе им помогне да изнајдат решение за да останат во училиштето и под кои услови? Се прашувале каде да заминат. Некоја канцеларија, гостилница, болница, козметичка торбичка или кројачки дуќан, но сепак одлучиле да останат во училиштето. Значи, тоа е порака до учениците. А што е пораката или заклучокот од овој текст?
Што мислите? Така е, сакајте не како што ние ве сакаме вас. За домашна работа имате задолжение да го прочитате текстот онолку колку што ви е потребно за да ја разберете неговата содржина. Да размислите за постапката на учениците и нивното однесување кон личните и училишните предмети. Внимателно да ги разгледате илустрациите, да нацртате табела во тетратките, каде листот од тетратката ќе го поделите на два еднакви дела, а потоа да пополните според барањата. Ајде да видиме, а ние каква училница посакуваме? Дали посакувате училница како што ни беше представена во текстот, или пак сакаме училница како што ни е представена на оваа илустрација? Цртаме табела, изнаоѓаме позитивни и негативни страни од првата и втората илустрација. Јас ќе ви дадам еден пример. Отпадоци насекаде во училницата. Отпадоци во корпа. А вие ќе продолжите на истиот начин. Значи, ова ви е за домашна работа. А доколку сакате да го проверите вашето знаење, она што сте го стекнале на часот, можете да го отворите следниот линк и да одговорите според барањата. И на крајот имате табела за самооценување, каде ќе одговорите со да или не. Ве молам да бидете искрени. Јас мислам дека читам и разбирам содржина на текст. Да или не. Именувам ликови. Да или не. Умеам да определам тема, време и место на настан, порака, да или не. Јас ви благодарам и довидување.